помош за практичниот дел од интерниот испит по информатика. Ајде да видиме за делот C++. Одете на Научи информатика блогот и таму се поставени задачи за практичен дел. Еве C++. Да видиме, имаме база со прашања за практичен дел од испитот по информатика за државна матура, задачи од 5 бода. Напиши програма за пресметување плоштина и периметар на правоаголник. Ајде да почнеме од ваква лесна задача. Задачите ги решаваме во CodeBlocks. CodeBlocks отвораме. За да почнеме нов проект во CodeBlocks, овде Create a new project. Бираме овде Console Application. Еве го. Go. Next. Овде внимавајте да ви е одбрано C++. Next. Пишуваме наслов на проектот. Например, еве Интерен 1. Next. Finish. Одиме лево од Sources на малото плусче, отвораме 2 пати на Main CPP. И еве ни се отвори основниот код во C++. Овој код ќе го преиначиме така што ќе ја решава бараната задача. Овде напиши програма за пресметување плоштина и периметар на правоаголник. За да пресметаме ова, да го решиме ова, знаете дека овој дел е заеднички за сите задачи, него нема да го бришиме. Main е главната функција на секоја C++ програма. Прво што треба е да ги декларираме променливите. Еве ќе ставиме за плоштина и периметар, бидејќи не е дадено во задачата дали се цели или се децимални броеви, ќе работиме за цели броеви. Значи ги декларираме како интеџер, int, имаме страните A, B, плоштината и периметарот. За разлика од математика, каде што P и L ги пишуваме со голема буква, сите променливи ги пишуваме со мала буква, за да се избегнат грешки, бидејќи во C++, например, голема P и малечка P се две различни променливи. Сега треба да ги внесиме вредностите на А и Б, за да може да ги пресметаме P и L. За да внесиме вредности, печатиме коментар, вака, внеси ја страната А, односно ова е текст, не е коментар. Внеси ја страната А, вака, подобро да ставиме 2 точки. Знаете дека ова можете да го направите на повеќе начини. Јас ви покажувам еден. Цин А, че внесуваме вредност за А. Истото треба да го направиме и за Б. Можеме и вака да селектираме, држиме Ctrl и влечиме надолу. И сега си го преправаме ова за Б. Внеси ја страната Б. Ова е читање на влезните променливи. Овде сега формулата за П. П е еднакво на А по Б. П еднакво А звездичка Б. Не мора да оставам празни места, меѓутоа е почитлив кодот, затоа ќе го направам вака. Не влијае на резултатот. Вака. Да го пресметаме L. L е еднакво на 2 звездичка во заграда А плюс Б. И сега да ги отпечатиме резултатите. Cout. Можеме вака. Плоштината
на правоаголникот е две точки, или може да напишете само P еднакво и во продолжение треба да вметнеме вредноста на P, end line. Истото да го направиме за L. Периметарот на правоаголникот е овде да вметниме за L. За да провериме дали ни е точен кодот, одиме овде, build and run, притискам, се извршува кодот. Сега, ако имате инсталирано Avast како јас, овде кај овај exe файл го третира Avast како потенцијален вирус и затоа ова ќе го затворам ова со сино и еве сега овде, значи овде ги внесувам вредностите, например А е 4, Б е 3, добивам резултати, плоштината е 12, периметарот е 14. Со Enter се враќам назад во кодот, за да тестирам за други вредности, сега не мора build and run, туку само run и можам да ставам други вредности, например 34 и 21. И еве добивам резултати, значи ми работи задачата. Тоа е првата задача.